Измените дополнувањата на законот од придонесе задолжително социјално осигурување, сега конечно извршителите кои што ги чуваат парите кај нив за работниците кои што ги тужеле своите газди за неисплатени плати и придонеси, повторно да ги уплатат на сметките на работниците. Кажете ми од кога ќе почне да се применува овој закон? Собранието ги донесе на 17.10 тие измени и дополнувања на овој закон, во кои што се предвидуваат неколку категории кога нема достава на пресметка на плата од страна на правните лица. Првиот случај е кога при стечајна постапка стечајниот управник има наплатено одредени парични средства и тогаш стечајниот управник ќе има можност да поднесе делумна и на крајот финална пресметка за плата за вработените лица, со тоа што сите вработени кои што се вработени во правното лице кое што е во фаза на стечајна постапка, ќе им биде исплатена нето плата, а исто така и придонеси за пензиско и за здравствено осигурување. Другиот момент е кога имаме наплата кај правните лица од страна на извршителите и во износот на наплатените средства од страна на извршителите ќе можат да поднесат исто така пресметка и ќе бидат исплатено нето платата и придонесите како за пензиско, така и за здравствено осигурување на вработените кај тоа правно лице. Примената кај правните лица кои што се под стечај, стечајните управници ќе можат веќе од сега, да кажам, да ја применуваат. Третата можност е кога едно правно лице не поднесува пресметка за плата. Со концептот бруто плата, кој што е донесен со закон од 2009 година, пресметката за плата ја поднесува правното лице. Но доколку правното лице и покрај тоа што има прекршочни санкции по тој основ, ако не поднесува МПИН, тоа е пресметка за плата, истиот не ја поднесува, сега Управата за јавни приходи од 12 месец оваа година ќе има можност да поднесе службена пресметка за плата. Службената пресметка за плата ќе биде идентична како за претходниот месец кога самото правно лице поднесло пресметка за плата. Споменавте најновите законски измени стапуваат на сила од 1 јануари. Дали законот ќе се применува ретроактивно? Овој закон нема да важи ретроактивно, но владата изнајдува начин како средствата кои што се кај извршителите по однос на наплата на придонесите за пензиско и здравствено осигурување истите да бидат трансферирани до соодветните институции. Со донесувањето на измените и дополнувањата на овој закон, работниците, најпрви работниците се тие кои што ќе бидат заштитени. Така што секој едно правно лице кое што нема да исплати плата, нето плата и придонеси по однос на МПИН, по однос на бруто плата, сега веќе државата изнајде механизам најпрви работниците да си ги остварат своите права по однос на нето плата и по однос на придонеси и даноци за таа плата. На овој начин ги заштитуваме работниците и пред се работничките права кога истите се доведуваат до непочитување од страна на компании, фирми и други правни лица кога ги ставаат нивните интереси пред интересите на работниците. Се ближи крајот на годината, со која динамика се одвива на платата, дали Управата за јавни приходи е задоволна од досегашната динамика? Ни остануваат уште неполни 2 месеци до крајот на годината. Планот и реализацијата на она кое што
Управата за јавни приходи го има испланирано и секако приходите кои што ги планира Министерството за финансии и владата, и со донесувањето на ребалансот во 2016 година, можам со задоволство да кажам дека планот се реализира и дека даноците, таксите и социјалните придонеси на платата на даноците, таксите и социјалните придонеси се одвива со планираната динамика.